Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за мојот гостин. Миле Зечевич од СДСМ, екс-директор на УБК и екс-советник на ЗАЕФ. Во вториот дел од оваа емисија ќе имам други гости. Тоа се Нора Шачири и Никола Гилевски, со нив ќе имам јас дебата. Но сега одиме со најважното прашање, зашто ве викнав, ве поканив да бидете гостин. Одите ли на кандидатура за лидер на СДСМ? Добро вечер најпрви на вас, добро вечер на вашите гледачи и благодарам за укажаната прилика. Благодарам што дојдовте. Што ми овозможите да учествувам денес во вашата емисија. Клучно прашање во овој момент е дали евентуално мојата кандидатура ќе придонесе за зајакнување на единството во Социјалдемократскиот сојуз или дополнително може и да ги влоши и онака лошите услови во кои што се наоѓаме. Ако во овој момент сите релевантни, да кажам, политички фигури во партијата влезат со амбиции да го превземат председателскиот трон, тоа може да предизвика лавина на бурни реакции, да кажам, внатре во членството. И секако внатре во пратеничката група, така да сметам дека ако почнеме со таков вид на пресметки, условно да кажам, тоа нема да биде добро за иднината на Социјалдемократскиот сојуз. И за државата, претпоставувам. Апсолутно. Затоа многу е важно пред секој политички потек внимателно да се анализира какви реакции ќе предизвика и какви последици од тоа ќе направи. Време до петок има. Јас би причекал до тогаш, а до тогаш, доколку ми дозволите, би ги замолил сите членови на Социјалдемократскиот сојуз кои имаат право на глас да се регистрираат активно на веб страната на Социјалдемократскиот сојуз или да се пријават во општинските организации каде би можеле да го остварат своето право на глас на 12 декември. Добро, секој глас е битен и секој глас подеднакво одлучува и на овие избори. Така, велите реакции и последици. Какви реакции би имала вашата кандидатура и какви последици? Што очекувате? Најважно е во овој момент да се сочува единството внатре во Социјалдемократскиот сојуз. На кој начин? Тоа не го разбирам. На начин каде што сите релевантни фактори би застанале позади едно решение, да кажам, кое што би било... Не инсистирам на едно решение. Значи, во тој демократски процес да не влеземе во ситуација да надоле се пресметуваме, бидејќи, знаете како, едно е пресметувањето по хоризонтала, друго е пресметувањето по вертикала. Вие, политичките елити, може да најдат заеднички интерес, меѓутоа тој интерес доле кај обичниот човек, кај обичните луѓе, настануваат сериозни последици и многу тешко после тоа се лепи целата ситуација и се спојува. Што ќе биде тогаш пресудно да се кандидирате? Согласно овие реакции и последици. Што ќе пресече, според вас? Клучен момент кој што ќе пресече е да го почувствувам импулсот на членството. Во овој момент, единствено тоа ми е битно и морам да признам дека ми е битно останувањето на премиерот Заев во влада. Како премиер. Како премиер. Имате поддршка од членството во СДСМ? Видете, јас долги низ години работам со СДСМ, односно внатре во партијата, долго време ме познаваат сите, во сите клучни моменти на действувањето на Социјалдемократскиот сојуз, во сите добри, во сите лоши моменти, секогаш сум бил тука и во ваков клучен момент чувствувам сериозна одговорност да застанам на браникот на партијата. Добро, велите долго време сте во СДСМ, ве познава јавноста и ми кажавте дека ова е ваше прво интервју практично. Па едно од првите интервјуа каде што ги, мислам не едно од првите, туку прво интервју во кое што ги дебатирам внатре партиските состојби во Социјалдемократскиот сојуз и дискутирам на политички прашања. Така. Денеска Фросина Ременски најави кандидатура. Како вели таа? Ова не би била борба на спротиставени идеи, туку надпревар на умови. Се гледате ли во надпреварот на умови? Со Фросина Ременски, например? Со Ковачевски? Досега оние кои се кандидираат? Па до сега единствено Ковачевски и Фросина Ременски ги поднесоа официјално своите кандидатури. И јас им честитам на чинот кој што го направи, им посакувам успешна кампања
во текот на целиот овој изборен процес. Јас сметам дека ќе одлучам најдоцна до петок дали ќе ја поднесам мојата кандидатура или не. Ви реков од кои причини ги правам последните, да кажам, анализи. До петок се уште има време. За жал имам една скепса, да кажам, во целиот овој процес, бидејќи ние сме, за жал, мајстори да знаеме да одеден преубав процес, еден преубав моментум, еден прекрасен демократски чин, како што се овие непосредни избори внатре за гласање во партијата, да толку ги скратиме роковите и да ги стесниме, што остава непотребно една дамка на целиот изборен процес. Ова го зборам од аспект, бидејќи целата замисла на гласањето за непосредни избори е токму суштината да вие и мотивирате на вистина повеќе кандидати, и се согласувам со Ременска во тој дел дека процедурата и постапката треба да биде борба на идеи, на размислувања, на визии како го гледате Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа и да го следите моментот во кој што се наоѓа моментално актуелната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Токму во овој момент, ако исфрлите повеќе кандидати, им дадете квалитетен простор да промовираат своји визии, своји идеи, имате во предвид дека рокот е многу кус за водење на кампања. Краток да биде? Ја не можам да кажам од кои причини тоа е направено, меѓутоа, за да посетите вие 80 општински организации, да се промовирате пред тие членови, а тука во рамките на тие членови, тука имаме и стари, и активни членови, можеби и неревидентирани. Поентата е да се презентирате и пред нови луѓе, кои што евентуално би биле заинтересирани и би дошле да ја слушнат вашата визија за новиот Социјалдемократски сојуз, односно за, да кажам, и за новите државни политики, едноставно, и каква е вашата визија во целиот тој процес. Да. Велите дамка има овој процес, прекраток е овој период. Тоа значи дека ви се намалени шансите практично. Не, знаете, дамката ја во однос на другите кандидати. Јас не го дисквалификувам процесот затоа што јас сум во предност во однос на нив. Мене сите структури на Социјалдемократскиот сојуз ме познаваат добро многу. Добро познаваат и доволно долго. Па еве да речам дека јас сум бил болдужерот на СДСМ во сите овие во изминати години. Меѓутоа не е поентата некој да се форсира, некој да се дисквалификува. Поентата е на сите кандидати да им дадете рамноправно право за учество во еден изборен процес и во рамките на тој процес најдобро да ги презентираат своите визии. На крајот на криштата, ако сте го донеле процесот луѓето да одлучуваат, дајте им шанса и кандидатите пред нив да се презентираат. Во таа смисла ми е... Да. Добро, кога велите да се форсира и дисквалификува, мислите на едно, предпоставувам. Заев застана отворено зад Димитар Ковачевски. Тоа е форсирање, со тоа практично останатите ги дисквалификуваше. Не само што го промовираше како свој наследник, туку постојано оди отворено на јавна сцена на преговори со Африм Гаши, например, лидерот на Алтернатива. И практично му ја дава на послужавник фотелјата. Дали е тоа навистина така? Па искрено да ви кажам, тоа навистина личи дека е така и тука нема дилема, да кажам, во тој дел. Несомнено, премиерот Заев отворено и јавно својата поддршка ја дава спрема Димитар Ковачевски. Причините зошто тоа го прави може би да бидат повеќе. Во смисла на тоа дека веројатно за да се задржи мир во куќа, бидејќи не е само Димитар Ковачевски единственото решение, тука ги имате делот под председателите, поранешните... Но немаат амбиции, да не заборавиме, тие јавно не изразија желба. Во овој момент никој јавно не изразил желба. Меѓутоа до петок не знаеме дали може да се случи одредено изненадување. Ако премиерот Заев оценил дека во овој момент тоа му е потребното решение за мир во куќа... Ма каков мир во куќа е кога го форсира, самиот рековте? Во ред... И ги дисквалификува изненадувањата, како што ги нарекувате.
Јас го разбирам Тие ќе бидат моментумот. непријатни изненадувања. Јас го разбирам моментумот во кој што се наоѓа Социјалдемократскиот сојуз. И тука апсолутно немам дилема. И најдобро е, и тврдам денеска јавно, дека да се сочува заедништвото, единството на партијата и дека во овој момент не му се потребни сериозни турбуленции на Социјалдемократскиот сојуз. Од причина затоа што и јавноста не гледа, и коалиционите партнери ги анализираат состојбите внатре во рамките на Социјалдемократскиот сојуз. Добро би било за нас како партија да го продолжиме целиот овој процес до крај. Јас лично убеден сум дека никој освен Зоран Заев не може да ја води владата предводена од СДСМ во наредниот период, за да добиеме шанса во 2024 година да излеземе на редовни парламентарни избори. Тоа е мојот став и мојата позиција. Секое друго решение јас го сметам како решение кое што ќе не воведе во предвремени парламентарни избори, бидејќи не се работи само за состојбите во Социјалдемократскиот сојуз, сметете дека јавноста ве анализира и ве анализираат и други. Мотивите зошто ова го дискутирам и го правам од причина да се остави простор на Социјалдемократскиот сојуз внатре да се реорганизира, да направи една нова платформа, да ги собере сите оние луѓе кои што сме ги изгубиле по патот по кој што сме оделе, да се вратиме, да се стабилизираме и да продолжиме напред на патот кон евроинтеграциите и кон оние процеси по кои што веќе сме тргнале. Со тоа велите дека Ковачевски не е добро да биде премиер, да остане Заев. Да? Јас во овој момент ценам дека единствено Зоран Заев може да го задржи стабилно парламентарното мнозинство и да води владата во наредниот период. Ковачевски е сосема непознат за пошироката јавност. Имате ли објаснување зошто е тоа така? И кој е всушност Димитар Ковачевски? Видете, Димитар Ковачевски е мој партиски другар. Значи, ние сме од 98 година заедно, лично се познаваме. Не можам да му најдам замерка во делот на партискиот активитет. Во 98 година заедно сме биле членови на Централниот одбор на Социјалдемократска младина. Он својата кариера, својата работа ја посветил, има квалитетно CV во делот на својата кариера, и тоа повеќе се има посветено во делот на бизнисот, да кажам, и во делот на неговата работа во стопанството. Јас, од друга страна, повеќе сум бил и сум останал активен за работа во партиските структури и во рамките на организацијата, без разлика дека успат имам извршувано и други државни функции, но сметам, и ова ми е единствениот мотив да се вклучам во целиот овој процес, сметам дека на СДСМ во овој момент е потребна силна внатрешна реорганизација. Тоа се единствените мотиви и причини во тој дел. Ве прашав кој е Димитар Ковачевски, зашто ме интересира која е тајната да биде избран токму тој за наследник на Заев, и тоа лично од Заев. Кој е вашето објаснување? Димитар Ковачевски е партиско решение кое што во моментот ја извршува функцијата заменик министер за финансии, веројатно е во контакт со сите владени програми, предмети и проекции. Предпоставам дека тоа може да биде една од причините. Има многу луѓе кои се блиски до Заев, кои предпоставувам дека имаат капацитет сличен на Ковачевски, кој е препознаен. Не ги знам личните мотиви на председателот Заев, зашто токму е паднат неговиот избор за Димитар Ковачевски. Меѓутоа тоа е негово лично право, што не значи дека тоа е став и на членството на Социјалдемократскиот сојуз. Сепак не заборавете дека на 12 декември членството на Социјалдемократскиот сојуз гласа и одлучува кој ќе биде новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз. Велите нема да го послушаат баш Заев дека тоа е неговиот наследник? Видите, ја не можам да го спорам авторитетот на председателот Заев, ниту тоа ми е намерата. Апсолутно, кога е он во прашање, сметам дека ниту еден од членовите не би контрирал и не би влегол во позиција на некаква си контрааргументација.
Меѓутоа, кога веќе он е во прашање, секој е индивидуален и секој има право на сопствено видување и размислување што е најдобро за социјалдемократскиот сојуз во иднина. Вие сметате дека сте како потенцијален кандидат, вие сте најдобар за иднината на СДСМ? Потенцијален кандидат. Не, дали сметате дека сте најдобар? За не мора да внатре-партиските состојби сметам дека апсолутно сум најдобар кандидат кој што може, најдобар човек можеби кој што би можел да придонесе за зачувување на стабилност на организацијата. Она што го посакувате, всушност кај наследникот на Заев. Лично не сум заинтересиран за премиерската позиција. Добро, и зборам од поинаков еден аспект, меѓутоа без Зоран Заев на таа позиција сметам дека ние нема да можеме да го внесеме импутот внатре да ја реорганизираме целата организација. И затоа е потребно стабилно владино мнозинство, стабилна влада која што ќе ги вози процесите до 2024 година во делот на евроинтеграциите, апсолутно која ќе ги зачува стратешките коалициони договори, односно договорите со нашите коалициони партнери и ќе ги заврши врските кои што ги имаме земено пред меѓународните фактори. Да. Нема ли Ковачевски да биде всушност во сенка на Заев, како негов избран наследник? И практично да биде Заев тој што ќе ја води партијата? Знаете како, ние немаме намера да се ослободиме од Заев. Дали формално, правно Ковачевски ќе води или суштински, тоа е процес кога дневно ве нагазува, да кажам, 1001 обврска и процесите вие морате индивидуално да ги возите. Јас не се сомневам ниту во капацитетите на господинот Димитар Ковачевски да може да ги терасите економски процеси и проекти во делот на владата. Меѓутоа, тоа е во делот на економската сфера. Во рамките на политиката не се само економските прашања во прашање, туку имате многу спорови кои што во моментот ни седат на глава и во тој дел ние мора сериозно да пристапиме кон нивното решавање. Не само што ќе биде потребна неопходна помошта на Заев во едно такво сценарио за кое што зборите, туку ќе биде апсолутно потребна помош од секој еден поединец во рамките и на структурите на партијата, меѓутоа и од пошироката јавност, како би конечно влегле во еден процес Македонија да го добие значајниот датум за преговори со Европската унија. Како што гледам, сметате дека Заев е незаменлив во владата? Во овој момент апсолутно ценам дека е незаменлив и дека апсолутно е потребен во овој момент да остане како председател на владата на Република Македонија. Требаше ли тогаш Заев да даде оставка? Дали е заменлив во СДСМ заради локалните избори? Искрено да ви кажам, ја разговарав после подолго време со Заев и го замолив да не го прави, да не ги дава тие оставки, односно да ги повлече оставките. Меѓутоа, за жал не успеав да го убедам. Изјавите веќе беа дадени и он не сакаше да се повлече од целиот тој процес. Лично го разбирам како човек кој што многу има вложено во политиката и многу има вложено во сите процеси, меѓутоа ценам дека ако на некој начин е јавноста задоволена со едната негова оставка, оваа втора оставка ради стабилност и ради целокупното добро на државата и на процесите, дека не треба да ја даде, односно дека треба да ја повлечи да остане до крај во реализација на сите процеси. А не е проблем од СДСМ? Тоа веќе не е. Знаете како, можеше и тоа да се изигра, на крајот на краиштата Заев ги доби изборите во 2020 година, парламентарните избори. Он апсолутно доби поддршка од граѓаните да ги води државните политики на земјата, склучи договор со нашите коалициони партнери и има 4-годишна програма за реализација. Губењето на локалните избори е проблематично како еден чин дека кој што се случил,
потребна е одговорност, меѓутоа потребна е одговорност на повеќе нивоа. Премиерот кој што е задолжен да ги води државните политики и председателот на партијата во тој момент апсолутно не требаше да поднесе оставка. Но тој тоа го стори. Председател. Тој тоа го стори. Да. Зошто не се повлекоа и останатите луѓе од раководните функции? Знаете, тоа треба нив да ги прашате на крајот. Сметате дека требаше тоа да го сторат? На краиштата тоа е прашање на еден морален чин. Во поранешниот статут, по поднесувањето на оставката на председателот, паѓа сите органи и тела во партијата. Сега гледам дека со новиот статут тоа е сменето, така да останува и Централниот одбор, останува извршниот одбор. Меѓутоа, кога еден председател ќе поднесе оставка, јас сметам дека по автоматизам и тимот кој што бил дел со него треба да си поднесе оставка. На крајот на краиштата и за новиот председател е неупатно, односно не е неупатно, треба да му се остави простор да може сам да го избере својот тим и да работи со луѓе кои што ќе бидат негов избор. Кој би бил вашиот тим? Јас сега во оваа прилика не би дискутирал за мојот тим. Доколку дојдеме до таа позиција да се дискутира за тој тим, тој ќе биде тим составен од сериозни луѓе кои што се дел од сите структури на Социјалдемократскиот сојуз и кои што ќе бидат праведни и правични во делот на реализирање и на програмата, меѓутоа она што ми е најбитно, да бидат правични спрема луѓето во Социјалдемократскиот сојуз. Дали се тоа луѓе од Скопското крило, например? Вие говоревте предходно за разјадувањето во СДСМ и во тоа разјадување вие сте свесни, има многу фракции, бранковисти, па тука е Максим Димитриевски, кој има различни позиции. Потоа Скопското крило, чии сте член практично и кое е елиминирано, еден по еден. Дали сметате дека со вашата евентуална кандидатура, всушност и вие немате никакви шанси, заради тоа што Скопското крило одамна исчезна од СДСМ? Видете, ја повеќе се ценам себе си за македонско крило, отколку за Скопско крило. За целиот овој временски период, јас својот работен ангажман сум го поклонил на сите структури внатре во рамките на партијата и за мене има само добри и лоши луѓе. Ја луѓето не ги делам нити по крила, постојат такви поделби, условно кога луѓето сака да направат вештачки поделби внатре во рамките на структурите помеѓу нас. Ние сите сме членови на Социјалдемократскиот сојуз и сите подеднакво го сакаме Социјалдемократскиот сојуз. Во рамките на една партија природно е да оние кои што во моментот раководат со партијата да ги, како да кажам, на некој начин да влечат кадри од рамките на својата општинска организација и да ги поставуваат по извршни позиции. Тука не можам да го кривам Заев. Тука сме и ние скопјаните малку виновни во тој дел. Не сте доволно борбени? Не сме, можеби, и доволно борбени, и доволно бунтовни, и доволно организирани да излобираме, да имаме, да кажам, повеќе позиции во рамките на извршната власт. Меѓутоа, битно е сите да сме од една организација и на крајот на краиштата оној систем на правичност, да го кажам, и правична распределба и на позиции и на квалитетни луѓе да ги донесете на тие позиции е многу битно. А кој од каде доваѓа, навистина во овој момент не е битно и тоа е една непримерна поделба која што навистина се наметна во јавноста и создаде, да кажеме, неприродни, непотребни фрустрации. Се нарековте булдожер на СДСМ во овој разговор, а после тоа рековте, после подолго време се видов со Заев. Што се случи со вашата позиција на булдожер? Кој ве елиминираше? Добро, знаете како, во политиката имате успони и падови. Но некој човек треба веројатно да биде значајниот, клучниот човек кој ќе ве тргне. Вака, денеска не би коментирал во тој дел дали станува збор за луѓе, за поединци кои што влијаеле во одредени процеси, меѓутоа ја знам една работа, дека секогаш
сум бил тука за Социјалдемократскиот сојуз, без разлика дали сум бил горе или доле, сум бил присутен за партијата и секој пат за овие позиции, да кажам, од 99-та година, да кажам, кога беа председателските избори за господинот Тито Петковски, па локалните избори и сите клучни процеси натака околу овие изборите, избори немавте јас сум бил двигател на оперативата на Социјалдемократскиот сојуз. На овие избори немавте рака воопшто. На овие избори се обидов да помогнам на Петре Шилегов, како во кандидатурата за втор мандат за градоначелник на град Скопје, меѓутоа имав само еден дел од обврските, инаку не работев со структурите на партијата. И тие обврски беа мали, недоволни за еден булдожер? Тие обврски беа коректни, добро завршени, меѓутоа изборите завршија онака како што завршија и сметам дека еден од клучните фактори за јакнење на капацитетите на Социјалдемократскиот сојуз да се врати повторно организацијата на место онаму каде што е. А тоа е моќна и силна СДСМ. Тоа зависи, предпоставувам, и од лидерот и од раководните функции. Апсолутно. Губењето на локалните избори. Знаете како, ние во рамките на партијата сме работеле многу проекти. Во делот како да ги соберете своите членови, поддржувачи, луѓето знаат да бидат и разочарани, треба да им дадеш дополнителен импулс, дополнителна волја, дополнителна мотивација да се вклучат едноставно во политиката или да влезат во процес да сакаат да ги менуваат политиките на државата и вклучително и на партијата. Но незадоволство од политиките на СДСМ беа овие локални избори. Каква врска има членството на СДСМ? Знаете како, ако имате јака организација, ако успеете да ги соберете луѓето камче по камче и полека да ја зидате целата таа кула, вие ќе имате јак столб внатре во партијата. Генералните и политики... кој е виновен заради разјаденоста на тој столб, односно непостоењето? Фактори има многу, меѓутоа, знаете како, самата промена на општинските раководства, и тоа е еден таков лош принцип кој што владее во партиите. Ако денеска сте вие председател на некоја општинска организација, вашиот круг на луѓе се надева дека ќе влезе во одредени процеси, во одредени структури и ќе добие одредени позиции. Ако вас ве сменат, сета структура која што била блиска до вас, ќе ја тргнат и ќе донесат да кажеме еден нов круг на луѓе и влегуваат во некои нови процеси. И се знаете, правите дупло голо. И во таа ситуација вие морате да бидете правични со сите. Чи не можете да ги двоите, ова важи за секоја партија, не само за Социјалдемократскиот сојуз. Мора да водите сметка за сите луѓе подеднакво. Дали биле блиски со вас или со мене, вие мора да бидете праведен и правичен и секој да знае дека она што го сработил, она енергија што ја потрошил во процесот на доваѓањето на партијата, да кажам, на власт или на успешност, тоа треба да му биде вреднувано и соодветно да биде награден и испочитува на крајот. Согласно ова што го говорите за праведност и правичност кон членовите, не биле кон вас, кон булдожерот на СДСМ? Немам јас проблем со тоа. Во политиката не секогаш треба да бидете можеби на иста линија и да ги гледате позициите, може да ги гледате и позициите од различен аспект. Но бевте тргнати, тоа е факт. На некој начин во поној процес, да кажам, на председателските избори, тука престана, да кажам, мојот мандат како организационен секретар, инаку во 3 наврата бев избран за организационен секретар и без разлика дали не сме се скарале, мислам да не се создаде погрешна дилема, едноставно можеби политички сме се разминале. Политички во кој смисол?
за одредени аспекти во делот на функционирањето на партијата. За ова што сега го За ова говоревте, што сега што зборам. за лошите кадровски решенија. Знаете како, не само лошите кадровски решенија. Човек која ќе влезе во државните процеси, која државата му станува примат, тогаш многу лесно ја заборава партијата. Тоа се случи со Заев? Тоа не само што се случи со Заев и со сите нас, да кажам, тоа за жал е едно, како да речам, тоа е една лоша навика на СДСМ, бидејќи ние секогаш кога сме на власт ја забораваме партијата. Членовите? Мислите? Не само членовите, значи тоа земете партијата не е апстрактен поим, членовите. Низ историјатот на овие 30 годишна независност, ако правите анализа помеѓу СДСМ и ВМРО, ќе видите како се однесуваат едната партија и другата партија према своите членови. Ние, за жал, секој пат кога ќе дојдеме на власт... Заев им го сврте грбот на членовите? Тоа сакате да кажете? Не можам да кажам дека Заев го свртел грбот, меѓутоа Заев имаше во целиот овој период премногу обврски, премногу државнички, да кажам, обврски кои што мора да ги заврши. Не можам Заев да го обвинам за Значи треба да се подали, сакате да кажете, треба да се деакумулираат функциите и треба секој да си знае задачата во делот на светската политика. Тоа би било навистина реткост. Да, меѓутоа за се постои лек и за се постои решение. Ако правилно ги поставите работите, вие можете да го најдете клучот на успехот и тој успех да биде одржлив. Луѓето тоа ќе го препознаат во вас. Тука немам дилема. Добро, ви благодарам за ова интервју. Добро, ви благодарам и на вас што ме поканивте да гостувам вечер во вашата емисија. Миле Зечевич, можен кандидат за прв човек на СДСМ, следуваат реклами, веднаш потоа доаѓаат Нораша Чири и Никола Гелевски, говориме за културата. Останете со нас. Се враќаме во анализа. Добро вечер за моите гости. Нораша Чири, екс-директорка на театар Комедија. Нораша Кири Марковиќ. И Марковиќ. Да. Се извинувам. И Никола Гилевски, основач на Темплум и на порталот Окно. Добро вечер за моите гости. Културата, како што веќе имаше најава, е во партиски камчи. Разрешувањето на Нораша Чири е всушност едно од тие грди лица на културата. Бевте разрешени од директорската позиција заради кршење на изборниот закон. Во време на избори сте покренале дисциплинска постапка за ваши вработени. Ако ми дозволи Никола, малку повеќе ќе одземам време само да ја раскажам накратко целава оваа ситуација. Ти благодарам што ми даваш можност. Благодарам што дојдовте. Ова да го кажам, затоа што во принцип дел од твоите колеги само еднострано ја објавија приказната. Не бев директор со мандат, бев вршител на должност. Некада сега во февруари месец требаше да заврши тоа. Бев разрешена по анонимна пријава за мобинг. Уредно инспекторите од трудовиот инспекторат се најавија, дојдоа во театарот, беа примени, побараа секако документација која што им беше дадена. Веднаш потоа донеса записник во кој што не можаа да констатираат и да дадат инспекциска мерка. Значи, не знам кој е анонимниот, меѓутоа оно што го прочитав во пријавата, анонимниот точно знаел што се случува во театар Комедија и точно ја раскажал целата приказна. Да, точно е дека водев 3 дисциплински постапки, согласно законот се разбери, статутот на институцијата. Едната постапка беше во мај, двете во месец август. Спорната постапка за која што сум всушност разрешена е тоа дека човекот кој што го казнив, односно комисијата која што донесе одлука, беше 3 дена последователно не дојден на работа, всушност беше на одмор, немаше денови да користи понатаму, ниту слободни, ниту неплатен одмор, согласно закон. Јас требаше да му дадам отказ, меѓутоа комисијата заедно со мене одлучивме дека тој ќе биде казнет 6 месеци со 30%. Секако беше повикана дисциплинска комисија, постои решение за тоа.
кој што тој го подигна, ја признава својата вина и така натаму. Едната дисциплинска постапка е се уште во тек, бидејќи колегата се жалеше и веројатно управниот одбор понатаму ќе донесе некаква одлука ако веќе не се поминати 30 дена од тогаш. Да, имам информации дека антикорупцијската комисија всушност ги отврла жалбите, да. Имам такви информации. Тоа не е конечна одлука. Таа треба да биде информација објавена на јавна седница, но моите информации се дека тоа дека не е повредено никакво право. Драго ми е. Но реакциите беа дека вистинската причина всушност зошто е разрешена Нора Шачири е Бени Шачири, вашиот брат кој беше кандидат за локалните избори на ЛДП и практично го сврти грбот на СДСМ. Не го сврти грбот Бени на СДСМ, ниту јас, ниту Бени сме членови на таа политичка партија. Во Македонија секој има право да се кандидира на отворени избори, било локални, председателски и така натаму. Не знам, секако луѓето од водачката партија нема да кажат ова е реваншизам. Так беше разбрано дека е реваншизам, политичка одмазда. По моја слободна проценка и по она што го слушам и читам во јавноста е дека испоставена ми е фактурата заради кандидатурата на Бени, дека е скапо платена. Јас им благодарам, многу сум горда на мојот брат и на сите чекори кои што ги прави. Со задоволство ја прифатив фактурата која што ми ја испоставија. Да, добро. Никола Гилевски, како гледате на политичките... Ова се сепак реакции, така, за политички реваншизам, за политички одмазди. Кога станува збор, еве сега говориме за културата. Состојбата во културата е ужасна, многу лоша, веројатно како и во сите други сегменти на општеството. Кадровска политика инаку е многу, многу осетлив терен, многу деликатен терен, така што не би зборувал за тоа. Знаете, мислам, че се случуваат таму и пријатни и непријатни изненадувања. Се случува дури анонимуси, да речам, неискусни луѓе, до душе ретко, многу, да се покажат ко одлични раководители и обратно, луѓе познати во професијата и сето тоа се покажуваат ко ужасни раководители. Така што, мислам, стварно треба врвно знаење политичко да имаш перфектна, да кажам, безгрешна, а би требала да биде безгрешна кадровска политика. Зарем постои безгрешна кадровска политика? Па знаеш, институциите се толку сериозни, толку заправо нежни механизми, осетливи на разни ветрови, на удари, што стварно би борало многу деликатно да бидат водени. Ама кај нас не само што не се деликатно водени, туку се на ужасен начин водени. Знаете, онаа приказна, као едно гнило јаболко ја уништува целата кошница. Ние довме во ситуација кај што 99 се гнили јаболки, но ние 2-3 што се здрави во тие кошници институции, до тој степен е се перверзно. Така што не знам кој може тоа да го спречи. Очигледно дека ни водачите на партиите, ни нивните партиски, како се вика, тие централни тела, сето тоа, толку се обседнати со тоа да удомат некого, тие партиски кадри, веќе не гледаат кој зашто е способен, кој не е способен. Ама ви велам, дури во ситуации кога некој добро ќе биде избран, толку е руинирана самата институција што човекот нема екипа, така што многу е деликатно дури да процените. Некој ќе каже за некого беше многу лош директор со тоа, можда човекот имал заврзани раце цело време. Jer и тоа и не би сакал со тоа да се бавам. Конкретно за ова немам поема за театар комедија. Дури не сум ни бил таму, за жал, во тој театар со години, а и не го следам случајот. Ама дури да го следам, знаете, секојаш има тука нагазни мини. Така што... Али генерално политиката на СДСМ е лоша во сферата на културата. Уште потажно е што би рекол традиционално лоша. Никогаш не им била важна тоа министерство, тие луѓе. Не знам, тоа е... Ама знаеш, Ива, уствари, клучниот проблем е
почитување некакви норми, правила и стратегии кои бидат обврзани за сите што доагаат на фотелите, без разлика дали се тоа министри или некои пуниски кадри, и тогаш кога се избегне овие драми од која секој министер кога си замени или секој директор и се до тоа, настанува драма, потоп, се до тоа не би требало, институциите постојат баш за да осигураат континуитет. А континуитет осигуруваат добро поставена структура, програма, стратегија. Драмата се случува секогаш практично, скоро секогаш, заради желбите на коалиционите партнери, сега говориме за Министерството за култура, се разбира, и кој ќе го добие тој колач практично. И тука се главните битки и војни кои се водат. Значи, пак станува збор за партиски структури, наместо за квалификувани кадри од културата. И велите, политиката на култура на СДСМ е политиката на водење на култура, на Министерството за култура и културата генерално на СДСМ е лоша. Велите дека некоја друга партија подобро работи во културата, има подобри политики? Не, ужасно е. Ама, знаеш што, исто тоа ме шокира. Еве, го слушав и вашиот предходен гостин. Заев, СДСМ, еве, ако века ни е тема, СДСМ на некој начин не, со предходниот добро, владеачка партија е. Да, чудното е што, еве, дури као техно кадри, економисти, конкретно во случајов, и овој најнадежниот кандидат за следен премиер, па дури водач на СДСМ, и Груевски, исто, дојде на тој бран, експерти као стручњаци, техно менаџери. Тоа најмногу ме шокира, Ива. Си викаш, барем знаат да имаат фирми, работат на крупен капитал со странски фирми, знаат како се разговара, како се организира, а нашите институции катастрофално организирани. Груевски ги руинира, не може по-страшно да бидат руинирани, а и на Заев екипома исто се, као млади техноменаџери со економија се бават, си викаш не се културњаци изгубени во космос, без технички знаења, без менаџерски знаења, а заправо ако така и они економијата ја водат, тоа и како кажам, ужасно сум загрижен. А мислам дека така и ја водат економијата. Произволно, со лични овакво импресии, афективно, без пресметки, без стратегии, без анализи. Мислам, една институција не може да се води без анализи, без истражувања, без проценки, без стратегија, без... Мислам, се тоа, стандардно тоа секој го знае, клинци што прават стартапови тоа го знаат. А кај нас, апсолутно, клучните институции тоа не го прават. Дури, еве, и енергетскава криза исто. Мислам, гледаш, такво несериозно непланирање, дури на ниво на месец, два, три, а камоли, енергетика, тоа работи за децени планирање. Да, Шачири да ја слушнаме. Јас би сакала да надоврзам муаватот на... Да, ужасно е загрижен Гелес. На Никола, ужасно сум јас загрижена. Еднакво сте и вие. Да, затоа што во однос на менаџирањето, јас кога бев назначена за вршител на должност, влегов во театар, во кој што владееш цивило, имаше скоро 9 милиони денари долг, превземени од обврски од предходниот директор, кој што е патам кадар на социјалдемократскиот сојуз. Најдов на многу лоша атмосфера, нарушени меѓучовечки односи. Нека ова биде и фалење. Јас и моите колеги, актерите, администрацијата, техничката служба, успеавме за 4 месеци да го вратиме комплетниот долг, да ги покриеме сите, буквално сите, да ги затвориме сите дупки, да вратиме репертоар, да организираме 2 фестивали во продукција на театар комедија, да го отвориме конечно бистрото, каде што актерите и ние после работа, пред работа се дружиме, да учествуваме на неколку фестивали. Вчера веќе екипата се врати од Никшич, за неколку дена одиме на Ускана фест во Кичево, бевме на Охридско лето, бевме во Кочани, бевме во Прилеп на Чернодрински. Значи, се врати комплетниот сјај на театарот. И после се случи бедата според разрешувањето. Моето разрешување е битката која што јас, еве сега,
управо оно што ми го кажа како информација дека си го добил од ДКСК, дека немам повредено закон, тоа уште еднаш значи дека и ми потврдува дека сум на добар пат, судски, да го разрешам сето ова. Но... И би се вратиле би го тужеле театарот, кој е вашиот план? Не, немам ја што да ја тужам, да го тужам театарот. Тука прво треба инспекцисково тело да каже што направило, тоа носи одлука и вели дека ќе се обрати во ДКСК за понатамашно, нели, за да се заврши овој случај, меѓутоа пред да се добие мислењето од ДКСК, Министерката за култура ме разрешува. Она што е далеку поболно од целава оваа приказна е назначувањето на ВД директорката Черних, Магдалена Ризова Черних, која што 4 години беше во тимот на претходниот директор. И сега знаете кому ќе верувате. Тоа е поголемиот проблем. Од тука сакам да им се заблагодарам на сите мои колеги кои што застанаа не зад мене, зад театарот, повторно, бранејќи го повторно да не се врати во црнилата во кој што беше. Така да, оваа битка не само што ќе ја терам јас секако за себе, затоа што на вистина тие го прекршија законот, оние кои што се колнат во словото на законот, оние кои што викаат дека сите сме еднакви пред законот, всушност излегува дека не сме. И уште нешто. Не знам, Никола, дали е запознаен со случувањата во Центарот за култура во Штип. Да, имаше, јавно беше објавена. Денеска ја слушам министерката на пресконференција каде што вели дека во Центарот за култура е испратена инспекција од секторот за управен и инспекцијски надзор при Министерството за култура да види, да утврди дали е вршен мобинг. Таму јавно се зборуваше дека директорот им врши мобинг. Неколку месеци тоа трае, а мене ме разрешува по анонимна пријава. Зошто инспекцијското тело од Министерството за култура не дојде во театар комедија? Зошто дојде трудовиот инспекторат? Каде се побрза? Што е разликата? Кога се врши мобинг, се врши мобинг. На што се сомневате? Не се сомневам. На ништо. Кажав на почетокот. Ова е дефинитивно реваншизам односно ова е фактурата за кандидатурата на Бени. Само, Ива, сакам да ми дозволиш малку да кажам две работи. Сакам да појаснам на гледачите да им биде јасно дека во Законот за инспекцијски надзор и Законот за постапување по представки изричито се забранува постапување по анонимна пријава. Тоа стои во членот 8 од Законот за постапување по представки и предлози. И исто така јасно стои во Законот дека инспекторот нема да постапи по анонимна иницијатива за инспекцијски надзор. Уште еднаш, јасно стои во Законот дека во време на избори не смее да се вработи и не смее никој да се отпушти од работа. Но тоа не значи дека не смее да се води дисциплинска постапка. Да, тоа е изричито, тоа се причините. А тоа се причините за кои што сум јас разрешена. Да. Што тоа значи? Јас ги прашувам сите, без разлика дали се работи за културни институции и за било кои други институции. Дали во време на избори, а фала Богу во Македонија ги имаме, да не речам секоја година, вработените може да прават што сакаат во време на избори? Каква порака Министерството и владата праќа сега? Дека сите оние кои што имаат некаков проблем, кога ќе дојдат избори, може да се однесуваат ноншалантно, да не доаѓаат на работа, да се изживуваат со колегите, не дај Боже физички ја ги нападнат и така натаму и така натаму. До кога ние ќе бидеме жртва на изборни процеси? Се знае, јасно стои во законот, во изборниот законник, член 8а, што смее, а што не смее во избори. Точно е, казнив човек кој што не доаѓаше на работа. Беше на одмор, надвор од одморот кој што веќе го искористил. И за тоа е казнат и добива 6 месеци. И тоа не е забрането според закон. Апсолутно. Добро. Но искрено се надевам дека брзо ќе биде таа јавна како и да седница на ДКСК. Да, тоа и конечната одлука тогаш практично ќе биде соопштена. Ова се моите информации прелиминарни, првични, но тоа не е конечна одлука. Во ред, меѓутоа ова исклучително ме радува, веројатно нешто ќе се помрдна
во однос на... Можете ли да се помрдне всушност и културата, да се департизира? Има ли начин, има ли шанси? Се сеќавате на Струмичкиот театар, Да. именувањето на директорот, кој не беше воопшто културен работник. И тоа неколку такви епизоди се случуваат во оваа држава, односно многу низ целата историја на Македонија. Јас доаѓам од некаква независна културна сцена. Ние сме дабетер, како да кажам, во дабетер ситуација. Таа независна културна сцена опфаќа доста онака хетерогена лепеза на секакви луѓе, од медиуми, културни медиуми до, што знам, ракотворби, архитекти, луѓе што прават игри и така. Мислам, целата култура е постојано во менување. На запад тоа што се нарекува културен сектор или сфера на култура носи во најразвиените земји скоро 10% од бруто општествениот производ. Така што независната културна сцена, кој некаков феномен појако се појавува последните 30-40 години, е многу важна за секоја и дава виталитет на целата културна сцена и дава онаа здрава некаква конкурентност и, како кажам, може се подобро да се прави со помалку пари, посвежо и се наметнува ли таквата културна сцена независна во политиката? Така што мојот однос со институционалната културна сцена во Македонија е некако априори, како кажам, во тензија, бидејќи јас работам во културата од сосема друга перспектива. При тоа исто и многу читам за култура, што исто нонстоп се менува. Што е воопшто култура, современи културни политики, дали се стави акцент на одржливоста, на економската, нели, као одржливост на секој од актерите, или да се стави на публика акцент, или на квалитет, кој е, нели, као дискутабилен. Така што има постојано расправи и постојано дали сите театри кои што е на запад, нели, кога сме веќе на темата театар, не треба да имаат постојано вработени, бидејќи трошат огромни пари, тие гломазни институции, пак Груевски го спомнеме, потроши 50 милиона за театар, кој е ужасно работи и лоше ко градба, а со 50 милиона може добар менаџер чуда да направи тоа во рок од 10 години. Мислам, тотално да ја промени. Добар менаџер, би прифатиле ли вие од културниот независен? Така што може, со вистински луѓе може да се направат. Тоа е моето прашање. А знам, се враќам на тоа. Би прифатиле ли да менаџирате културата? Не, во ваков контекст апсолутно не, бидејќи овде се е тотален крш. Не, ама или ќе завршите како Нора Шачири? Не, ама ви се чудам и вас двете зашто драматизирате нешто што ако е она таму произволно поставена, а се ми личи дека е така поставена, па логично е дека произволно и ќе биде избркана од таму. И со сите е така. Ако, како да ви кажам, мислам, во целова земја е така. Ако Нора има право да отпушти некого за тоа што лошо работи, верувам тоа не само е право, тоа е задача на директорот. Валјда така и некој таму во системот, кој е ужасно, како да кажам, скроен, бидејќи сите директори на институција идат таму на бакни рака и дури проблеми и прашања кои они мора да ги решаваат директорите, без да се повикуваат на авторитетот, уште помалку експертизата на Министерството култура, бидејќи тоа е растурена институција по себе. Значи, што прифатиле такви односи, кај што Министерството е, нели, бог и батина, нормално дека и он има право да те смени. Мислам, можда он законски нема право, не влегувам во тоа. Него чисто, ради тоа ви се чудам, логиката е таква. Ако она има право, Нора, својот вработен да го шутне, има право и овој над неа да ја шутне. Не гледам тука чудо. Само треба да имаш многу јако издржано образложение за ушто. Точно, ради тоа велам, него гледам правнички, него политички. Поентата е дека никој не се родил директор и никој нема да биде вечен. Ни директор, ни министер, ни не знам, премиер и така натаму и така натаму. Да. Во мојот случај се покажа, јас не сум театарски човек, меѓутоа сум телевизиски човек секако од културата, меѓутоа во мојот случај се покажа дека не треба да бидеш секогаш театарски човек за добро да менаџираш една институција. А во претходниот случај се покажа дека човекот, претходниот директор, е театарски човек, ја потоа на институцијата. Така да, тука тие не мора секогаш да си дел од културата за да изменаџираш, добро да изменаџираш културната институција во случајов.
Да, добро, но еве во случајот со Бениша Чири и со МКЦ, борбата се уште трае. Нема борба тука таа. Добро, него доби, тој не ја доби позицијата. Таму беше друга работата, таму беше отворен конкурс, кој што, значи зборуваме за отворен конкурс. Јасно вршител на должност. Всушност директорот се уште актуелен на Младинскиот културен центар е неколку години вршител на должност, што и тоа не е дозволиво според закон. Со Тетовската болница го видовме тоа, всушност. Значи законите ги кршат тие кои што реков на самиот старт, тие кои што гласно зборуваат дека сме еднакви сите пред законот. Точно се знае, 2 пати по 6 месеци можеш да бидеш вршител на должност. Се отвара конкурс и тоа е тоа. Да, но сметате ли дека е проблем? Цело време говориме за партизираноста, дека е проблем всушност да се ставаат луѓе од партијата. Луѓе кои поддржуваат некаква партија наместо квалификувани луѓе. Види, имаш луѓе кои што поддржуваат партија, а се квалификувани, имаш луѓе кои што поддржуваат партија, а не се квалификувани. Говориме за исклучиво партиски кадри, за такви говориме. Па еве имаме министарка за култура која што не е член на СДСМ. Да. Па е министр за култура и е дел од владата. Но директорите на институциите се поставени од партиите, односно од власта. За тоа говорам. Па, види, власта ги поставува сега, кој да ги не сметате ли дека таа политика треба да се промени конечно? Не, целиот хабитат ива е пореметен, така што веќе дури не сме во таа фаза партиските дека ги уништуваат непартиските, толку се многу руинирани институциите, тоа го кажав и приеска на почетокот, што многу тешко е да се исправи овде. Не е само они ке донесат, еве има такви примери, дека као доаѓаат луѓе не партиски, ама просто не може да се функционира. Ради тоа реков, општеството е хабитат, осетливи се тие, ова се посебни да речам. Знаете кој во природата, еден инсект ке исчезне, па се нарушува целата. Тоа влијае на билки, влијае на птици, на не знам што, на целиот систем. Така и кај нас не е толку едноставно. Мислам, толку многу се уништени работите, ке мора многу ради тоа спомнав истражувања, ради тоа спомнав стратегии. Дури не можеш ни ти да пресликаш тоа што прави нашава експертска влада, взимаат готови модели од запад, вака треба, онака треба. А тој модел треба биде подпрен на истражување. Види прво, добро снимија, многу критички, без скрупулозно, снимија ситуацијата. Не лакирај, не монтирај, не овак. Снимија, колку е ужасно, нека е ужасно. Секојаш било ужасно. Војна настанува, па за 3 години, 5 години општеството ќе се опорави. Снимија немилосрдно ситуацијата и напред чекори. Како ќе излезеш од тоа? Викни и странски експерти ако не знаеш самиот. Ама не го прават тој напор, не го правиме. Да се сними ситуацијата, да се биде само критичен. Мислам, и кон својата работа, моето присуство во тој хабитат, дали го подобрува, дали моето присуство заправо ги црпи соковите и го прави полош уствари. Ради тоа изборам, многу е битно и така што директориве најмалку ме интересираат. Најчесто они се директори на скелети, како кажам, пепелни некакви фигури кои кај дое нешто чаталџиско кај направа 2, 3, 5 работи, али структурно не ги остануваат исти. И тоа те води во лоша бесконечност. Залудна е таа желба и борба да се биде директор во Македонија на културна институција. Тоа можам да заклучам. За мене е директор некој кој се грижи онака баш од дно до она, кој го интересира како и чистат, дали се чисто, пред се тоа е една од најважните работи. Така. И како се осекаат луѓе што работат натри, какви се нивните релации, а се разбира и кои мораат да почитуваат програма, стратегија, основните цели на таа институција. Мора да завршиме, мораме да завршиме. Ова е крајот, ви благодарам што бевте само гости. Сакам ти благодарам уште еднаш на поканата, Ива, и сакам да ги охрабрам сите, да им кажам дека ова не е моја лична борба. Ова е борба на сите оние кои што не климаат со глава и нека работат честно и нека работат поштено. Правдата е спора. Политичката одмазда всушност за која говоревте, таа се реализираше. Ке се реализира и правдината. Приказната беше предолга, всушност Бениша Чири не стана директор на МКЦ, потоа стана кандидат на ЛДП и целата битка
ја доби... Уште еднаш благодарам за фактурата, со задоволство. Ја доби фактурата. Со задоволство ја примив, да. Поздрав до сите мои колеги, уште еднаш им благодарам на сите за поддршката. Благодарам што бевте гости. Благодарам што не гледавте. Пријатно.